важно да испратиме дарежливата есен. Секој годишно време си има своја убавина, но есента е најбогата. Се собравме тука сите заедно да бидеме едно големо семејство и како што е редот да испратиме златокосата убавица и недарежливата кралица, есента. Таа е најголемата сликарка која ги обоила овошјето зеленчукот во разни бои. Црвено, жолто, кафево. Есента може да ја почувствуваме сите. И таа е тука со нас, разпослана по нашите штандови со незините плодови и подготвените зимници. Насекаде околу нас се чувствува таа која ни вели: вкусете ги моите плодови, богати со витамини. Во нашиот роден крај се произведува еколошки здрава храна. На почетокот да ја проследиме овошната парада, а потоа повелете, разгледајте, прашете и вкусете го чаот од лековитите билки од нашите планини и колачињата подготвени од вешите раце на нашите мајки и баби. Уживајте! Јаболка и дуњи, гројзенце и поста. Кога есен дојде и секога има, велиме и ние дека дојде зима. Круша зрела, сакам да каснам, знам дека од неја побрзо ќе растам. Сладко, полно витамин, јади, ајде на ананас, кај не на нани. Една кратка зрела, свежа и здрава, сакала да мисли на граните во родните ниви. Од неја вкусен сок се прави за да бидат дечињата мали, весели и здрави. Почитувани ученици, почитувани наставници. Наставниците во ОИЛ село Коровница постигнаа најмалку 3 успеси. Прво, да не ги оделат учениците од природата. Второ, покажаа дека
учениците мора да се воведуваат да јадат здрава и еколошка храна и трето, покрај се тоа, учениците мора да се внесуваат да оваа храна што ја покажале од есента да ја и произведуваат. Се надевам дека и понатаму ќе продолжат со ваквите иницијативи. Досега имаме одлична соработка од страна со наставниците и родителите. И сепак ваквите работи практично ги мотивираат децата и ќе продолжат и година тоа да го прават. Денеска во подрачното основно училиште во село Конопница, ние наставниците од оделенска настава заедно со нашите ученици и нивните родители организиравме едно заедничко дружење кое го нарековме фестивал на есента. Една работилница преку која сакавме пред се заеднички да се дружиме, а воедно и нашите ученици поблиску да ја почувствуваат есента и сите нејзини убавини која што таа ги носи.